Добар ден. Во Македонија говорот на омраза за жал е дел од нашето секојдневие, се манифестира во јавниот и политичкиот дискурс. Често е мотивиран и од етнонационализмот кој е присутен во земјата и често токму говорот на омраза влијае за зголемување на етничките тензии. На ова тема гости во дебатата се Виолета Петровска-Бешка, професор по психологија на Филозофскиот факултет и ко-директор на Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Башким Бакиев, председател на Институтот за креирање политики и добро владење. Али Реджеп Чупи, директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците при Министерството за образование и наука, и Сашо Клековски, аналитичар. Добро ни дојдовте. Почнувам од првата дама меѓу гостите. Професорке, дали во јавниот дискурс во Македонија постои говор на омраза? Се разбира кој е мотивиран од етнички побуди, етнички чувства, кои се разбира се уште се силни на Балканот? Јас нема толку кратко да одговорам на ова прашање, значи малку би сакала да го ставам во поширок контекст. Резултати од едно истражување скорошно направено во Центарот констатираа следно, дека кога ги прашувавме ученици или деца на 9 годишна, на 13 годишна и на 17 годишна возраст, кој од различните идентитети што ги имаат им е најважен, етничкиот наспроти, јас го викам национален, она што значи идентитет кој е врзан со припадност на Република Македонија, наспроти другите улоги што ги имаат и другите припадности на групи што ги имаат соодветни на нивната возраст, испаѓа дека и испитаниците беа деца македонци и албанци, испаѓа дека кај албанците уште од 9 годишна возраст најважен е етничкиот идентитет, кај македонците тој станува најважен од 13 година и више се етаблира во 17 година како најбитен од сите идентитети. Имајќи го тоа сега во вид и имајќи во вид што вели психологијата врзано со тоа, дека во услови кога имаш многу изразен одреден вид на социјален идентитет и кога тој ти е во конфликт со некоја друга група, што се случува? Бидејќи сите ние имаме потреба за позитивно себевреднување или позитивна слика за себе, таа ја градиме на тој начин што ние да речеме, омаловажуваме другата група во со која постојат тензии, а нашата група да речеме, ја преценуваме или секогаш розово прикажуваме. И сега, имајќи го тоа во вид, нели, што значи дека следи кај нас во услови на тензии меѓу македонци и албанци, например, и јако изразен, силно изразен етнички идентитет, нормално е да се очекува дека македонците ќе сакаат да ги омаловажуваат, да имаат што е можно поцрна слика за албанците, а порозева за својата етничка група и обратно, албанците најрозевата за сопствената и најцрната за македонците. И сега е во таков контекст, да речеме, говорот на омраза е само еден вид на манифестација на потребата за креирање позитивна слика за себе како индивид. Бакио, што друго може да влијае за потикнување на ваквите етнички чувства, на ваквите, да кажеме, етнички побуди меѓу заедниците во Македонија? Многу нешта може да влијаат. Јас и во претходните мои настапи и секогаш во моите јавни настапи преку различни анализи и колумни сум го детектирал системот како проблем кој што генерира можеби дел од говорот на омраза или пак директен предизвикувач кој што влија и во етнички контекст. За жал, ние живееме во систем во кој што имаме паралелизам. И тој дефект е посочен уште од основањето на државата. Системот предизвикува за ние да живееме различно. Например, конкретно ќе посочам, имаме образовен систем кој што е сегрегирачки,
од етнички аспект. Од основно образование па се до универзитетско образование ние имаме паралелизам. Дури за жал некогаш има и различни настави и предмети и едуцирање кои што имат елементи на предизвикувачи на говорот на омраза. Покрај ова, значи политичките партии, односно системот на делување на политичките партии дава да надпреварат политички да се основа на етничка база. Односно групирањата на политичките партии да бидат по етничка основа и така најчесто борбата е за надмоќност, односно профитирање од политички аспект, политички поени само кон една етничка заедница и во овој случај се отстранува хомогенизирањето од етнички аспект, односно од различни етнички заедници и борбата се фокусира само кон една етничка заедница со цел политички бенефити. И најчесто кога имат јавен настап политичарите кои што сакат да добијат, се фокусират и имат елементи на така наречено говор на омраза, јас би го нарекол тоа не толку директен, но кој што влијае кон побудање на етнонационализмот или пак други разбуди кај населението, особено кај младите за да влијаат, односно да се шири говорот на омраза. Има и разни елементи кои што предизвикуваат кон говорот на омраза и за жал такви ситуации постојат во Македонија. Ние сме земја која што практично го почитува слободата на говорот. Македонија е потписник на различни конвенции и декларации кои што дозволуваат, односно насочуваат кон слобода на говорот, меѓутоа тоа често пати се злоупотребува и од страна на оние кои што имат јавни настапи, политичарите, па и други личности го злоупотребуваат. Сега прашањето дали говората на слободата на говорот треба да се посечи кон некој посебен филтер за да не премине кон говора на омраза. За жал практично немаме некој конкретен пример во кој што одредена личност е гонета од судски аспект или пак е гонета од страна на судовите или различни институции за истата да се осуди поради елементи на говората на омразата. Имаме такви случаи, например, во Европа, во кои што одредени политичари се абстенирани од минимум 10 години политичка активност само заради тоа што ширела памфлети, односно појави со елементи на говорот на омраза. Чупи би продолжала со вас. Што мислите во кои форми се манифестира говорот на омраза во етнички контекст? Дали тој е директен или индиректен? Баш ке почна со политичките партии како тие го предизвикуваат или пак мотивираат, охрабруваат говор на омраза заради добивање на некакви политички бенефити кои што можеби најчесто се случуваат во предизборието. Јас би продолжил со еден друг таргет околу тоа колку влијае на говорот на омраза и градењето на перцепции кај граѓаните медиумот како сервис преку кој што граѓаните најчесто ги градат своите перцепции, добиваат одредени сознанија и слики за останатите. Професорката Бешка спомна за истражување. Има повеќе истражувања кои што потврдуваат дека граѓаните најчесто перцепцијата за другите, за нивната култура, за нивната традиција, за тоа дали се вредни или мрзеливи, најчесто ги добиваат преку медиумите. Иако таа сфера до некаде е регулирана, но ние во Македонија сме сведоци дека имаме многу случаеви каде што има директен говор на омраза кон одредена група, кон одредена заедница. Јас тука би ги посочил како најизложени на овој говор на омраза ромите како заедница, како една од најмаргинализираните, иако често во јавноста слушаме за односите меѓу македонците и албанците, но некако ги забораваме секогаш останатите заедници, за кои што велиме дека се помали, тие можеби се помали во процентуалната застапеност, но никако не смееме да градиме перцепција дека се помали во уживањето на основните човекови права и слободи кои што се гарантирани подеднакво за сите.
И во тој аспект сметам дека за жал се повеќе растат случаевите и трендот на директен говор на омрза кој што сме сведоци и секојдневно ги следиме и преку медиумите и во директните односи кои што ги имаме. Најчесто сега и социјалните мрежи како медиум се големо поле, голем терен во кој што можеме да најдеме такви ситуација. Секако во индиректниот говор на омраза ни се случува многу често и за жал граѓаните, дури пак и институциите некогаш не се во состојба да утврдат што е точно говор на омраза, а што не. Бидејќи пак и во литературата говорот на омраза не е конкретно дефиниран, туку е составен или пак содржи многу елементи преку кои се детектира. Клековски, кој придобива, ако може да се нарече така, од ширењето, рапидното ширење на говорот на омраза во Македонија? Значи, ја би сакала да ги раздвоам говорот на омраза и омразата, бидејќи говорот на омразата е само врвот на сантата мраз која се гледа и носителите на говор на омраза не се секојаш истите со носителите на омразата. Бидејќи вообичајно носителите на омразата се по-мейнстрим, по-главни, по-вклучени, за разлика од тие што го користат говорот на омразата, кои многу често се на маргините на општеството. Значи, тие две работи не се прекопуваат. Постоењето на омраза на етничка, на верска или на комбинирана основа влече корени секаде, од историјата, од семејството, од устните преданија кои се пренесуваат од баба на или дедо на внук. Например, ромите се една од типичните предрасуди што се пренесува со устни преданија од баба на внук. Тоа не се учи во школа и не се учи и не го кажуваат политичарите на телевизија. Оно што кај нас јавноста не го препознава како таква состојба со семејството и образовниот систем кој ги создават најраните предрасуди. За мене најрани и најдлабоки предрасуди се према ромите, бидејќи тие се историски вкоренети пред било кои други етнички или верски предрасуди што постојат тука. Оно што граѓаните најлесно го препознаваат се медиумите и политичарите. Како носители или создавачи на омразата и верувам дека етнички базирани политички партии се основниот генератор, обновувач на омразата. Меѓутоа, политичарите, посебно од главните политички партии, се многу внимателни. Они ја потикнуваат омразата, меѓутоа, исклучително ретко ќе видите некој да користи говор на омраза. Значи, они го подготвуваат контекстот, меѓутоа не се тие што го користат говорот на омраза. Тоа се случува во медиумската сфера. Значи, со децентрализацијата на медиумската сфера, каде што секој граѓанин е медиум, со Facebook страна или Twitter или собствен блог, тоа станува многу присутно. Меѓутоа, јас повторно би сакал да се фокусирам на тие што го создаваат амбиентот за омраза, а не толку да се фокусирам на тоа што се случува на маргините во медиумите. И уште едно да кажам, може би многу повеќе влијание имаат суптилните форми на омраза и на предрасуди во главните медиуми. Бидејќи исто главните медиуми заради целиот концепт на проверки поретко имаат отворен говор на омраза, меѓутоа има суптилни форми на ширење предрасуди. Например, кога во Црната хроника се објавува етничката припадност на сторителите на криминалот, што скоро редовно е кога е случај роми или албанци или некој друг, најчесто се објавуваат кога се роми, што постојано ги зајакнува предрасудите и со тоа влие на создавање на омраза. Значи, има доста посуптилни форми отколку овие што се многу очигледни и видливи и на кои веднашка се скока. За мене се многу поважни овие повкоренетите во семејството, во главните медиуми, во образовниот систем, во политичките партии, отколку
како да кажам, одеден екзибиционизам изразен со говор на омраза, што може да се види по одредени блогови, фейсбук страни или слични работи. Или во одредени емисии. Да. Тогаш, професорке, кои се последиците по меѓуетничките односи од говорот на омразата, изразен се разбира во различни форми на социјалните мрежи, односно во јавниот простор, тоа што зборуваше и Кликовски? Ја би сакала да се надоврзам и за ова прашање, ама да го врзам и ова што Сашо го говориш. Значи, што јас мислам нас не се случува? Еве, на пример, ги земеме меѓу најпопуларните емисии во Македонија на телевизија, кои се еклатантен пример на ширење на говор на омраза. Не морам да ги именувам тука, ама сега како јас од психолошка гледна точка гледам на тоа. Велам, сега, дали се практично, зошто се тие најпопуларни? Веројатно се најпопуларни затоа што го говорат она што го чувствува, а не се осудува често пати да го каже населението. Кај кои популарноста постои. Значи, тие се само некаква манифестација на тоа што го мисли народот заради. Инаку, ако јас не се согласувам со тоа што го кажуваат и со тој говор на омраза, што можам многу лесно да завртам програмата и да гледам нешто друго. Ама бидејќи се гледани многу, тоа значи дека им прија на луѓето што ги гледаат. Тоа од друга страна, што за мене тоа значи? Дека мора да се најде начин како тие, бидејќи имаме последици кај меѓусебно се хранат тие и се проширува кругот во тоа меѓусебно хранење, мора да се најде начин како тоа да се регулира, односно како да се забрани, особено во јавни медиуми на кои можеш да имаш влијание, не можеш да имаш влијание секогаш на Facebook што се случува, ама нели на социјалните мрежи, ама на телевизија може да имаш влијание. Че ти мораш да најдеш начин како тоа да го санкционираш, да го забраниш и да не се случува. Де факто постои според прекинувам, постои според кривичниот законок, меѓутоа не случајно ја спомнав порано дека не е покрената никаква постапка за да се елиминира. Според кривичниот законник мислам дека казната за ширење на говор на омраза е од 3 до 5 години затвор. И на социјалните мрежи и на било каков јавен настан. Меѓутоа, не е покрената никоја иницијатива, односно да се има разрешување на поединци, група, медиум кој што влијае кон говор на омраза или пак предизвикува. За жал, придонос ќе треба да се дадат од различни страни, и од медиумите, и од останатото цивилно општество, невладините организации, со заедничка работа со јавните институции за ова да се елиминира. Апсолутно се согласувам со тоа што го кажа дека и ромите се предмет на јас би ја нарекол, бидејќи тешко е да се направи точна разлика помеѓу говорот о омразата и дискриминацијата. Кога збориме за дискриминацијата, апсолутно точно така е дека ромите се први во тој сегмент. Но јас би го дефинирал говорот на омраза едно ниво позастрашувачко, односно со тенденција кон желба кон елиминирање и ред други негативни работи кон одредени поединци, група, односно преку поединци кон елиминирање на одредена група со негативни последици. И тоа е премно, односно актуелно помеѓу двете најголеми заедници во Македонија, односно помеѓу македонци и албанците. Сега да го елиминираме тој политички дискурс, само да видиме елементот, односно што се случува на стадионите, односно од страна на навивачките групи кои што влијаат, дури односно поминуваат и тоа говорот на омраза го создава токму дури во главниот град, кон елиминирање, геноцид и не знам други. Може би тука е важно да се каже дека овој феномен на говор на омраза со прилично екстремни пораки оди паралелно со една моја перцепција која што немам емпириски докажано за губење на ненасилството како вредност. Бидејќи повеќе истражувања покажува дека граѓаните на Македонија
го препознуваат ненасилството како главна вредност во државата и мојата теза дека 2001 заврши со многу малку жртви, благодарејќи на една свесност на луѓето, една потреба да се остане надвор од конфликтот. Јас ќе кажам дека ние имавме 160.000 раселени лица, значи луѓето предпочитаа да го одбегнат конфликтот, меѓутоа мислам дека сега се покажува дека културолошки се менува, дека новите генерации насилството не е толку надвор од хоризонтите како што е тоа на претходните генерации, дека таа комбинација на екстремен говор на омраза со една намалена кочница на насилството може да биде релативно опасна. Да, Чупи, едно прашање за вас. Етнонационализмот и нетолеранцијата се знае се голем проблем за функционирање на демократското општество, која треба, се разбира, да се базира на толеранција и меѓусебно почитување на граѓаните. Дали етнонационализмот е само партиско-политичка или е објективна појава присутна меѓу самите граѓани? Во општество во кое што етничката припадност е доминантна, неизбежни се ваквите поделби. Гледате дека поделеноста почнувајќи од поделеноста во формирањето на политичките партии, во паралелизмот што ни се случува секојдневно во адресирањето на различни прашања, се што се случува се базира на етничка основа. Некако граѓаните чувствуваат дека секој мора да се избори за своите права врз основа на нивната етничка припадност. И сето тоа ја засилува нетолеранцијата на едни према други. Често може да слушнете во јавноста дека сега почнува да зема замав и она размислување дека ако на албанците им се дозволи толку многу да добијат, што се случува сега и со ромите? Зарем и ромите почнуваат да земаат замав со сите оние афирмативни мерки што државата ги прави кон нив. Значи не се гледа прашањето како заедница која што е загрозена, не само ромската, туку и останатите, туку се оди низ етничката призма. Дека сега доаѓаат и тие на сцена, и тие почнуваат да бараат посебни права и слично. Значи, од тој аспект етноцентризмот е многу силен, сметам дека е многу силен, и на долгорочен план може да направи многу големи штети, особено кога станува збор за заедничкото живење, за прифаќањето на едни со други. Ние често знаеме да кажеме дека живееме заедно, но тоа заедно значи дека живееме едни покрај други, но едни со други. Колку ние се разбираме помеѓу себе, колку имаме разбирање за различните ситуации во кои што се наоѓаме и колку ги разбираме проблемите со кои што сите ние се соочуваме. Иако тие проблеми ни се заеднички, ние сепак и тука се обидуваме етнички да ги поделиме. Предлагам во продолжение да го проследиме прилогот во врска со истражувањето на тема говор на омраза предизвикан од етнички мотиви, па се враќаме со дебатата да продолжиме таму кај што застанавме и да ги коментираме резултатите од ова истражување. Граѓаните сметаат дека говорот на омраза кон припадниците на различните етнички групи во земјата се зголемува и најчесто е забележан на телевизија, на графити на ѕидови и на интернет. Ова се дел од заклучоците на истражувањето за говорот на омраза, што за потребите на Македонскиот институт за медиуми беше спроведено од страна на агенцијата Рейтинг во периодот од 13 до 15 декември 2014 преку методот телефонска анкета на 800 испитаници со репрезентативен опфат на сите етнички заедници. Нешто повеќе од половина од испитаниците одговориле дека забележале говор на омраза, додека 44% одговориле дека не забележале говор на омраза во јавноста. Поголем дел од испитаниците кои забележале говор на омраза во јавноста сметаат дека во последните неколку години се зголемува говорот на омраза кон припадниците на различните етнички групи. 18,3% сметаат дека е на исто ниво како пред тоа, а само 12,2% рекле дека се намалува. Околу 40% од испитаниците одговориле дека својата слика за другите етнички заедници ја создаваат врз основа на секојдневен контакт со нив, а 22% врз основа на информациите од медиумите.
Помал дел од испитаниците својата слика за другите етнички заедници ја градат врз основа на разговори со пријателите и познаниците, врз основа на она што го зборуваат и прават политичарите од нивната етничка група, како и преку следење на медиумите од регионот и пошироко. Според 65% од испитаниците, најчести жртви на говор на омраза се припадниците на албанската заедница. 22% изјавиле дека говорот на омраза е насочен кон припадниците на македонската етничка заедница. 8% од испитаниците сметаат дека припадниците на ромската заедница се жртви на говор на омраза, а само 1,6% велат дека говорот на омраза бил насочен кон етничките турци. 3,5% сметаат дека жртви на говор на омраза се припадниците на другите етнички групи во земјата. Очекувано, високи 97,4% од сите испитаници одговориле дека не го одобруваат говорот на омраза во јавноста насочен кон припадниците на различни етнички групи. Истражувањето на ставовите и перцепциите кои ги имаат припадниците на различните етнички групи едни спрема други, покажува дека 71% од етничките албанци не се согласуваат член на семејството да се омажи, ожени со припадник на различна етничка група, додека и кај етничките македонци овој процент е 61. Запрашани дали се согласуваат нивното дете да биде дел од училишна паралелка во која учат деца од албанска, македонска и ромска етничка припадност, високи 95% од испитаниците се согласуваат нивното дете да биде дел од училишна паралелка во која учат деца од македонска етничка припадност, околу 80% се согласуваат децата да следат настава во паралелка со деца од албанска етничка припадност и 77% немаат проблем децата да се дел од паралелка во која учат и деца од ромска етничка припадност. Истражувањето покажа дека и понатаму сите останати етнички заедници имаат длабоки стереотипи, предрасуди и негативни перцепции за ромите. Видовме што мислат етничките групи еден за друг. Клековски, што вие мислите, како вие ги гледате овие резултати, правејќи една споредба со резултатите од истражувањето спроведени од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка? Во основа, покај се поприсутни одговор на омраза меѓу македонците и албанците, ми се чини дека предасудите, стереотипите едни према други се намалуваат. Шпекулативно мислам дека тоа може да се должи на еден зголемен контакт на работното место. Ние точно дека живееме паралелно во образовниот систем, меѓутоа на работното место и во бизнисот веќе има една зголемена комуникација меѓу различните етнички групи. Оно што е присутно во истражувањето дека се уште предасудите према ромите се длабоки и во основа предасудите во ово истражување се најјасни во однос на ромите, се присутни кај двете други поголеми заедници, кај етничките македонци, кај етничките албанци. Иако морам да кажам дека од 2006 до сега има одреден напредок и на тоа поле, значи во 2012 ми се чини прв пат мнозинството граѓани одговориле на прашање дека би прифатиле да имат ром за сосед. Претходните години, значи од 2006 до 2012, мнозинството граѓани не би сакале да имаат ром за сосед, бидејќи ние се обидуваме диверсифицирано да ги гледаме другите етнички групи, пошто за некои од други етнички групи се срби власи или се, во зависност од соседството, има некои други етнички групи што се прифатливи, дистанцата е мала, има други кои дистанцата голема. Мислам дека тоа е еден позитивен тренд. За жал ми се чини тој позитивен тренд во меѓуетничките односи, што тука не е тема ново истражување. Омразата се прелива према други маргинализирани групи. Бидејќи станува потесен простор, поголема осудата на етнички одговор на омраза, Комисијата за дискриминација многу полесно реагира на такви случаи. Ми се чини дека сега има едно прелевање на говорот на омраза кон други малцински групи, да кажам, дали сексуална ориентација. Мислам дека таргетот сега е повеќе сексуалната ориентација, каде што има консензус
меѓу македонци, албанци и роми, дека тоа е слободно поле за говорна омраза, да не бидам погрешно разбрам, ама луѓето омразата е прелева таму кај што чувствуваат дека помалку осуда ќе општествена осуда ќе најдат. Оно што мислам дека во еден ваков тек каде што истото истражувањето јасно дека голем дел од граѓаните својата перцепција за другиот ја стекнуваат од медиумите, а не од лично искуство. Мора да се направи многу напор кон улогата на медиумите. Сега тука е за дебата како, дали тоа е со забрана на говорна омраза или со промоција на мултикултурализмот. Дали во приказните за нели ќе има и по еден Мурат покрај Никола и Петко, да, мислам дека тие се дебатите. Професорке, знаеме дека и Центарот за човекови права и разрешување конфликти има спроведено многу истражувања слични. Што велат резултатите, вашите резултати околу говорот на омраза во Македонија? Значи, еве ние индиректно практично се бавиме со говорот на омраза, не директно, нели, преку испитување на стереотипи, предрасуди кои постојат. И сега, например, имаме едно лонгитудинално следење на стереотипите што ги имаат студентите на педагошки факултет во Скопје, и македонци и албанци. И да речеме, тоа е почнато уште првото ми се чини 96-та е првото спроведено и потоа многу често повторено од тогаш. И сега што како некој генерален заклучок може да се изводи од тие следења? Дека, да речеме, пред 2001 македонците има многу по-позитивна слика за албанците, албанците има по-негативна слика за македонците, кои ќе се споредат едни со други. Значи, по-позитивна, ако ќе рече македонците, не значи дека има позитивна слика, туку помалку, да речем, помалку негативна слика за албанците, отколку што албанците имаа за македонците. После 2001 се смени ситуацијата и сега веќе албанците има релативно попозитивна слика за македонците отколку што има македонците за албанците. Сега сме веќе во една ситуација во која релативно, да речеме, се изедначени. Сега што ни се случува сега, да речеме за нас интересно, бидејќи се во игра и срби и грци во тоа истражување и бугари, дека македонците многу се поистоветуваат со србите и дури ги глорифицираат србите повеќе отколку сопствената етничка група, а за албанците најстрашни во целата приказна се србите, македонците веќе воопшто не се страшни во целата приказна што беа претходно, да речеме, во центарот. И се тоа се некако индиректни показатели за некако што би можело да речеме говорна омраза. Зашто го правиме ние тоа на педагошки факултет? Затоа што педагошки факултет е тој што креира, кој што образува всушност, формира идни воспитувачи во градинка и формира идни оделенски наставници. И сега кој ќе имате одредена стереотипи со кои они ќе излезат како професионалци утре и ќе работат со вашите деца, што може да очекувате вашите деца кои ќе бидат под нивно влијание да го стекнат. Значи и сите наши истражувања потврдуваат исто така дека ромите се страшен таргет најстрашен таргет на предрасуди и стереотипи и манифестација. При што, од друга страна, ромите се единствената етничка група во Македонија која нема толку позитивна слика за себе, автостереотип за себе, како што, да речеме, имаат македонците или како што имаат крајно албанците. Сега, јас, да речеме, морам тука да спомнам влијанието што образованието го има во формирање. Се согласувам тоа дека имаме напредок сега во наставните материјали. Имаме дури математика во која се прикажува одредени учебници во кои
етничкиот карактер е прикажан преку имињата на учениците во задачите и така натака. Меѓутоа се уште имаме учење историја која е тотално, да речеме, паралелна и не само паралелна, туку не отсликува воопшто мултикултурниот или мултиетничкиот карактер на оваа земја која ние сакаме да го прикажеме, преку која сакаме децата да се идентификуваат и во иднина кои ќе станат граѓани, со тоа да го носат со себе. Значи, што имаме? Имаме, на пример, во учебник по историја во кој се обработува балкански војни, да се зборува, да речеме, лекција македонците во балканските војни и лекција албанците во балканските војни. Во едната се спомнуваат само македонците, без албанците, во друга се спомнуваат албанците без македонците. Албанците ја учат лекцијата таа што е за нив, македонците ја учат лекцијата што е за нив. Иако се понудени двете во учебникот. И се практично што стекнуваат слика учениците и која уствари со која порака они излегуваат понатака, дека во балканските војни немало никој други освен нив, освен тие самите. Значи, тие биле жртвите, тие биле како да не постоеле другите покрај нив. Значи, никогаш не една приказна, на еден автентичен историски настан кој може да се обработува како заеднички проблем, нели, во кој заеднички, да речеме, и едните се жртви и другите се жртви заеднички истовремено, да речеме, само може би не толку заеднички, ние го претвараме во нешто што во свеста на учениците кои излегуваат после како граѓани е дека тие се едно си се тоа, друго си се тоа, како да се две различни настани со потполно паралелно постоење во главата. Ние мултикултурализмот или мултиетничност, ние сме дефинирале државата како мултикултурна или мултиетничка, ама што ни се случува? Ние мултикултурализмот или мултиетничкоста сваќаме само ако им дозволиме на различните етникуми. Им дозволуваме на ромите да учат за својата јазик и култура. Им дозволуваме на албанците да учат за својата историја. Им дозволуваме на овие и на оние. Тоа не е дефиниција на вистинска мултикултура или мултиетничност. Тие треба, секој кај нас треба да учи едни за други, за да може да се осознае карактерот на заедништвото или на интеракцијата што постои и без која ние не можеме. И се додека тоа не го решиме како проблем, не можеме да речеме говорот на омраза да го осудиме соодветно. Бакију, дали говорот на омраза е поизразен, потранспарентен по 2001 година кога се случи конфликтот во Македонија? Како придонесуваше овој настан од современата историја за проширување на говорот на омраза? Добро, не би можел да направам некоја голема разлика во однос на изразување на говорот на омраза пред и после конфликтот. Апсолутно сите страни, и преска да кажав, ќе повторам дека и институциите и цивилното општество, особено медиумите, треба да дадат голем придонес за градење на доверба помеѓу заедниците. Може би најексплицитно во периодот пред 2001 година тој говор на омраза, таа омраза, односно дискриминација беше насочена кон албанците како етничка заедница и во одредени периоди после 2001 година како резерва се земени, тоа и го спомнавме во текот на дебатата, ромите како предмет на дискриминација, односно омраза. Па има различни периоди со можности на што се косат со човековите права и на вид на дискриминација и омраза кон различни маргинални групи, кај што има заедништво делување кон говорот на омраза, како што ги спомна и господинот Клековски. Меѓутоа, сакам ја да посочам повторно системот како дефект кој што предизвикува кон омразата и да се поврзам со претходните истражувања, па може би и идните истражувања, бидејќи доаѓам од таа сфера во која што се занимава со истражувања. Сашо ги спомна дека постојат такви врски на работно место, но апсолутно тоа посочено од страна на социолозите, тоа доведува кон
професионални врски, односно врски кои што се создават во едно работно време во одреден временски период. Кај нас недостасува оние приватни врски, тој социјален капитал кој што ќе се гради од раните години и за жал не постои во образовниот систем. И тоа не го овозможува. Например, децата, особено кога се создават оние во средното училиште, немат хомогенизација, односно немат пријател од другата етничка заедница. И хипотетички, ако се постави прашањето на оваа генерација која што има денеска 15 години, после 5 години кога ќе поставуваме прашање дали имате пријател од другата етничка заедница, хипотетички ја мислам дека 50% од двете етнички заедници ќе одговорат дека не. Меѓутоа и тие кои што ќе кажат да, дека имаме пријател, ако им се постави повторно прашање кога последен пат сте се виделе, значи нема интеракција, бидејќи тоа не го возможува образовниот систем. И тие понатаму кога веќе ќе се создадат слика за другите, бидејќи не запознаеле во текот на кога растале, на возраст кога ќе доаѓат во работно место, односно кога тек ќе се креират тие професионални, условно кажано, врски кои што се со ограничен временски рок, бидејќи од 8 до 4,5 ќе може да се запознаеш, односно да работиш со некој од друга етничка заедница, веќе имаш перцепција и слика која што си го вградил во семејство, во основно училиште и во средно училиште за другиот. И некогаш таа перцепција може да биде со елементи на омраза, со елементи на предрасуди, со елементи на стереотипи. Ние како организација се занимаваме и работиме и со проекти обука односно работевме со проект на обука на младински организации на теми национализам, етнонационализам, стереотипи, предрасуди и навистина има различни феномени токму посочени, односно насочени кон ова што претходно го кажа. Бидејќи тоа го наметнува системот, тоа го создава, односно го креира системот, па истовремено имаме цивилно општество кое што исто се паралелизира, немаме мултикултурни, односно двојазични и медиуми, односно тие се ретки, и се скапи, меѓутоа за општество како што е Република Македонија, кое што не е хомогено, потребни се такви проекти и иницијативи, а особено кои треба да се инициират од страна на институциите. Бидејќи досега тие беа базирани само на проекти и донации од странство. Не сопствени иницијативи кои што ќе имат долготраен ефект. Чупи, според ова што го кажува Бакију, одиме на полошо или може да очекуваме намалување на говорот на омраза? Кои се аргументите? Јас сум убеден дека може да очекуваме дека ќе одиме на подобро, имајќи предвид кога зборуваме за оваа тема треба да видиме од каде сме почнале до каде сме стигнале. Несомнено дека има подобрување во неколку наврати покрај политичките партии и медиумите кои што ги дискутиравме, дојдовме некако и до воспитно-образовниот систем за кој што би сакал малку да прокоментирам. Државата донесе стратегија за интегрирано образование имајќи ги предвид сите овие ситуации. Таа стратегија почива на 5 столбови, практично почнувајќи од планирањето на наставата, преку програмите, преку изведувањето на наставата, дури оди дотаму и до управувањето со образованието на ниво на локална самоуправа. Ние се почесто и почесто дискутираме на оваа тема во повеќе различни форми и тука сите овие проблематични точки кои што се идентификуваат се поврзани како со наставниците, како со родителите, така и со тие кои што управуваат во училиштата. Наставните програми во голем дел ни се променети и може да се забележи дека даваат можност за адресирање на мултикултурализмот, мултиетничноста, различните култури и елементи кои што се својствени за сите заедници, но некако ни
затајува изведувањето на воспитно-образовната работа. Иако наставните програми дозволуваат 10 до 20% наставниците да може и надвор од програмата во различни тематски единици кои што ги нема во учебниците, да воведуваат елементи на различни заедници, дали е тоа од историјата, од културата и од традицијата, сепак ние се уште немаме такви позитивни примери. Согласувам дека е нелогично да имате паралелизам во изучувањето на историјата, на тука и многу важна е улогата на наставникот, кога обработува одредена тематска единица. Во случајов професорката што спомена, кога учиме за балкански војни на македонците, тоаш никој не им забранува на наставниците да може да внесуваат паралелни елементи за историјата на од тој период на албанците, на турците, на ромите или пак на другите етнички заедници, за да се малку разбие таа сива монотонија што ја има кога зборуваме за историја. Инаку, за сето тоа да се случи, ние секако не можеме целиот товар да го префрлиме на наставници. Покрај сите овие напори што се прават во училиште да се малку подобри ситуацијата, што се случува кога учениците се враќаат дома? Што се разговара во рамки на нивните семејства и каде е тука улогата на родителите за да ја подобруваат таа ситуација? И мислам дека одлично го оција проблемот. Многу од нашите меѓуетнички програми се фокусирани на младите, а не е проблемот во младите, туку во возрастните. И они се креаторите, генераторите на предасудите. Меѓутоа, не се секој сликите црно-бели. Во истражувањето, најголема социјална дистанца е брак меѓу луѓе од различна етничка припадност. 9 од 10 граѓани не би сакале не би одобриле брак меѓу различни етнички припадности. Спрема Заводот за статистика, годишно има околу 600 до 700 бракови меѓу етнички македонци и албанки од Албанија. Убаво е на крај да се сложиме дека покрај сузбивање на говор на омрза, може би треба повеќе да се фокусираме на позитивните примери што веќе постојат, пошто ние сите знаеме дека не можеме да се договориме за имињата на 4 училишта во Чаир, ама никој не знае дека во Куманово, Тетово, Гостилар веќе има примери каде што заедниците постигнале договор како ќе се викаат училиштата и тоа да биде прифатливо за сите што учат во училиштата. Значи има еден негативен аспект на третирање на темата кој само го подобочува јазот. Ја мислам дека мора да постигнеме еден баланс и да најдеме начин на нашите позитивни примери. Значи, тие не во Ирска, не во Австралија, ние имаме веќе доволно автохтони позитивни примери. Сега прашањето како и на позитивните примери да се надградиме и како да ги дисеминираме, да ги реплицираме, да видиме зошто во Гостилар и Куманово може да се договорат, зошто во Чаир не можат да се договорат. Значи на нашите локални знаења работиме на подобрување на работите. За крај последното прашање, бидејќи немаме и многу време, кој треба да го предводи процесот за помалку омраза, за помалку нетолеранција меѓу етничките групи? Значи, кој треба да биде тој што треба да ја почне да ја смени ситуацијава во која се наоѓа Македонија? Значи, јас, бидејќи работам во сферата на образование, јас секојаш ќе му дадам приоритет на образованието. Зошто? Мислам дека ние немаме достап до родителите. Родителите се некаква аморфна маса, не можеме да ги дефинираме како можеме системски да ги образуваме. Освен да делуваме преку медиуми на различни начини, ама медиумите знаете како е сега во услови на толку многу канали, ако не ми се допаѓа тоа што го збори, ја ќе го сменам каналот. Мислам, не е во духот на она што се моите ставови, ќе го сменам. Јас морам тука да спомнам дека во Македонија веќе има страшно многу позитивни примери за тоа што се делува во образование. Не знам колку тука за Реджеп знам дека добро знае, ама другите дали знаат за големиот проект на USAID што моментално е актуелен во училиштата, 4 годишен проект кој 3 години поминаа и се однесува на сите основни и средни училишта во Македонија и негова главна задача е всушност да обезбеди контакти помеѓу припадници на различни заедници. Взаемен придонес со различни примери
од досегашни искуства на ваков вид на дискриминација и омраза. Имаме доволно примери, па може да ги размениме од едни па кон други со позитивни цели. Треба придонос од сите, и од цивилниот сектор, и од институциите, и од граѓаните со цел да се елиминират овие форми на омраза. Чупи? Да, се согласувам со Башки, сите мора да дадеме придонес. Може би во оваа ситуација најмногу медиумите, затоа што па граѓаните ги добиваат најмногу информациите од таа сфера и секако промовирањето што е можно повеќе на позитивни примери. Позитивни примери, бидејќи на тој начин само ќе се менува перцепцијата, со тоа ќе се намалуваат стереотипите и предрасудите што ги имаме едни кон други. Мислам дека сите на директен или индиректен начин треба да се заложиме за да имаме промена. Инаку е прашање кое што не можеме да го префрлиме само на една институција или пак на една фела која што треба да ја смени ситуацијата. Конкретно во говор на омраза имаме сите лична одговорност, кој има поголемо влијание на јавното мислење, има уште поголема одговорност. Ако влијам на 15 ученици, веќе сум поодговорен отколку ако не влијам на никого. Ако влијам на 1000 читатели, уште сум поодговорен. Пред неколку години бев опоменат дека наркомани и алкохоличар се лејбус, се стигматизирачки лејбус, се тогаш користам зависник од алкохол и зависник од друга како неутрални описи. Значи, тоа го сметам како моја едно лично унапредување. Во однос на омразата, мислам дека ни е потребен држан, интегриран пристап во образованието и медиумите. Ви благодарам што бевте денешни гости. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Довидување.